Председателке, поминаа 2 децении од основањето на антикорупцијската комисија. Барем во времето додека вие водите оваа институција, дали сметате дека вашата работа и работата на луѓето од оваа институција наидува на вистински одговор од институциите или наидува на глувјуши? Видете, јас сум задоволна од ефикасноста на работењето на комисијата, имајќи во предвид, секогаш кога зборуваме за ефикасност, мораме да имаме во предвид со што сме располагале и какви резултати сме постигнале. Задоволна сум и од аспект на тоа дека оценката на Европската комисија кон оваа институција, која што беше прилично негативна во изминатиот период, веќе 4 години во низа е позитивна и тоа е еден доказ, да речам, и признание за нашата работа, што се повеќе и повеќе не мотивира. Но, ако го прочитаме извештајот понатаму од Европската комисија, стои дека препораките и укажувањата на Државната комисија за спречување на корупција треба понатаму да се прифатат и имплементираат од страна на останатите институции. За жал, не можам да бидам задоволна од степенот на прифаќање, односно спроведување на нашите препораки. Тие проценти се многу ниски. Околу 1/3 од препораките се прифатени, а активностите од националната стратегија се исто така во многу мал процент спроведени, некаде околу 20%. Меѓутоа сметам дека направивме успешна промена во општеството и дека придонесуваме за зајакнување на свеста на граѓаните, но и на однесувањето и на свеста и на избраните и именувани лица. Во таа смисла не можам да не ве прашам дали мислите дека извршната власт навистина посакува една независна и силна антикорупцијска комисија. Кој е вашиот впечаток? Видете, впечаток. Значи, они колку да кажуваат дека посакуваат, никој не сака некој да му дише у врат и да му кажува каде греши. Мислам, тоа е природно човечки. Само доколку власта е со висока свест и ослободена од сите политички товари и слично, може да посакува таква институција која што ќе укажува за добро на целата држава, затоа што ние не сме против власта. Ние укажуваме што треба да направи власта за подобар живот на сите граѓани, за помалку трошење на буџетски средства, за етичко однесување на избраните именуваните лица, за избегнување на состојби на судени интереси. Тоа се најчестите прашања, кои што ги отвараме за избрани именувани функционери од власта. И мислам, сме поднели кривични иницијативи и власта треба да биде среќна кога се откриваат таквите личности кои што направиле некакво кривично дело, злоупотребиле својата позиција, ги злоупотребиле парите на граѓаните, ние за тоа сме покренали иницијатива. Значи, ние треба сите да сватиме дека ние сме сите еден тим кој што треба да придонесе за подобар живот на граѓаните и за поекономично трошење на буџетските средства. Добро е документиран вашиот однос со јавното обвинителство. Ево овој сега што го кажавте, оние најсилните иницијативи можеби кои што ги имате завршуваат во јавното обвинителство, но мислам дека е одлично документиран односот на јавното обвинителство не само кон овој, туку и кон сите претходни состави на комисијата. Во таа смисла, зошто постои тој антагонизам и една неволност на обвинителството да не постапува по случаите кои што вие ги праќате до нив? Предпоставам станува збор за десетици, можеби стотици предмети во текот на овие 20 години. Да. Можеби треба прашањето да го патите до јавното обвинителство. Ние од наша страна се трудиме да ја подобриме соработката. Сме пред подпишување на меморандум за соработка, по кој треба да понатамо да има едно лице, еден јавен обвинител кој што ќе биде само за комуникации со Државната комисија за спречување на корупција, се со цел да ја поттикнеме повеќе работат. Ние дадовме и наши предлози во смисла на тоа дека предметите кои што ги добиваат од Државната комисија, па и од Државниот завод за ревизија, не треба да се земаат и да се работат од сам почеток, значи од нула се почнуваат, кој треба да се земе во предвид целосната подкрепувачка документација која што им ја праќаме во прилог и целиот вложен труд за што сме го дале ние за да дојдеме до тие наоди кои што ги препраќаме понатаму. Значи настојуваме да ја подобриме соработката, повикуваме обвинители кога станува збор за некои потешки предмети, да не биде дека прв пат ги гледаат после тоа кога ќе им ги испратиме. Значи се трудиме да сите да бидеме
да бидеме успешни во тој систем, бидејќи системот, државата, ако ја гледаме како систем, не може да биде успешна ако сите нејзини делови не функционираат како што треба. А јавното обвинителство е клучно, затоа што предметите не може да дојдат на суд без да имаат јавно, обвинителска одлука понатаму. Од лична перспектива, имајќи го во предвид и личниот вложен труд, не вложениот труд на целата екипа тука и вложените финансиски средства од буџетот и имајќи ги во предвид ефектите од вашата работа, дали вредеше што се кандидиравте и што се нафативте на оваа позиција во изминативе години? Да, јас сум задоволна, иако мислам да не беа некакви потешкоти на кои што наидувавме, а вие барем не следите од самиот почеток и знаете што све сме поминале, ќе бевме многу и поефикасни. Меѓутоа и ова што го постигнавме е добро и сум задоволна и сметам дека секој треба да се вложи, да направи барем мал чекор, секој да направи по некој мал чекор во општеството ќе почне да се забрзано да се движи напред. Ние се потрудивме да оставиме наш печат со нашето работење во комисијата, кој што ќе биде одраз на нашето професионално, непристрасно и независно работење. И мислам дека сме успешни во таа наша, да речам, заложба. Следно прашање може би хипотетичко, но доколку имате моќта да измените било што, кои се работите што би ги сменили или би ги направиле поинаку, со што комисијата или незината работа би имале поголеми ефекти или пак би имале вие лично поголема продуктивност? Видете, ние почнавме да се движиме за да имаме поголема продуктивност, софтверот што го збориме со години веќе е во тестинг фаза. Значи тој многу зборуваме за софтверот за системот кој што треба да вмрежи податоци од повеќе институции, така? Точно така, и кој што треба да овозможи функционирање на регистарот за избрани именувани лица и полесно да проверувате функционерите што имаат така навистина што пријавиле, така. Кој што ќе овозможи секој функционер сам електронски да си достави анкетен лист. Значи нема веќе харти, нема такви работи. Значи тоа во многу ќе олесни работата. Мислам тука сме во план, ако ние стигнеме или понатаму. Другата комисија што ќе дојде е да се зајакне еден аналитички центар добар да се направи. Мислам дека тоа е клучно и едукација и на стручната служба на секретаријатот. Ја мислам дека најголемото богатство тука е секретаријатот, затоа што тоа ќе дочекува и ќе испраќа комисии. Мислам дека тој капитал ние многу работевме овие години на тоа. Кога дојдовме беа 20 луѓе, сега се 48. Тоа е повеќе од дупло зголемено, меѓутоа е далеко од она што е потребно за да се извршуваат сите надлежности на комисијата кои што се дефинирани во законот, но сепак сметам дека фала Богу има добри луѓе кои што се вредни, кои што се посветени и кои што со својата стручна работа многу и помагаат на комисијата, односно и го градат и интегритетот на целата институција заедно со сите нас, мислам. Придонесува за тоа и тоа е она што е јако што треба да остане и да се негува и да се зголемува. Во периодот додека вие сте председателка, имавте ли притисоци лични? Не. Дали имавте индиректни притисоци или се осеќавте дека сте под притисок? Не. Не, видете, освен она што излегува по медиуми и такви работи, некои лични притисоци, јавување по телефон, такви работи не. Освен тоа што е по медиумите, ако тоа се смета за некаков притисок, како сега што излезе, да кажеме, опозицијата со тие тајни имоти, ако некој заборел да поднесе анкетен лист, тоа не е тајен имот, или ако некој го поднел, а ние уште не сме го внеле, тоа не е тајен. Мислам, правење некој пиар, да ги кажам, такви сценарија, инаку, мислам, лично притисоци не сме имали. Кој е следниот голем притисок на ДКСК? Во која смисла? Во смисла на технички, организацијски или од било кој друг тип. Рековте софтверот е набавен, претпоставам дека тоа ќе смени доста во вашата работа, да, но дали има и други новости, можеби вработувања, можеби нови системи кои што очекувате да... Да, за следната година нема да има некои големи вработувања, нешто максимум 2, тоа беше ограничување од Министерството за финансии, имајќи во предвид дека во изминатите 2 години имавме повеќе вработувања, а од технички аспект да заживее тренинг центарот, направивме и тренинг центар за обуки долу, тој сега треба да заживее, да викаме тука на обуки од институции,
од овие ново вработени, исклучивме меморандум со Министерството за информатичко општество за сите нови вработени во администрацијата да организираме антикорупцијски обуки, па понатаму тие обуки да се прошируваат. Значи, нашата цел превентивна, знаете дека таа не е првенствена, е да се зајакнува чувството за антикорупција кај секој вработен во администрацијата, да не се лажеме, корупцијата е дело на умот. Ја секој што го викам и тргнува од самата личност и од отсуство на интегритет. Затоа обуките во таа смисла и во смисла на интегритет ќе бидат спроведувани во нашиот тренинг центар. Треба да набавиме лиценца за овој софтвер што сега ќе го ставиме во употреба, тие ни се вака поголеми чекори. И тоа е тоа. Понатаму, ако се промени систематизацијата согласно надлежностите, па после тоа новата комисија која ќе дојде може да продолжи со доекипирање понатаму и тоа е. Сосема на кратко и за на крај, дали чувствувате дека имате поддршката од извршната власт или поддршката во моментов е многу посилна од странски влади и организации отколку од домашната? Видете, генерално секогаш ние и сме повеќе ценети, зборам воопшто, не само нашава институција, странците повеќе ни мониторираат работата и ни оценуваат работата. Значи, извештаите на Европската комисија токму тоа го зборуваат, извештајот од Стејт департментот токму тоа го зборува за нашата институција. Тука има поддршка, понекогаш е декларативна, понекогаш чувствуваме дека е посуштинска, зависно од темата, меѓутоа ние си стоиме цврсто на нашата линија, не отстапуваме од тоа што сме го кажале, што сме го нашле. Во интерес на извршната власт е да ги прифати нашите препораки, всушност тоа им е и препорака од Европската комисија, заради тоа што препораките се за општо добро на сите, па вклучително и на нив, односно за општо добро на државата и конечно и граѓаните да видат малку доброто. Благодарам на времето. Ви благодарам и на вас за интересот.